Што ве потикна да ги воведете овие нови две мерки? Со каков проблем се соочуваше предпријатието претходно? Значи, увидовме дека во изминатиот период дека доста граѓани кои што се наследници на имоти на своите родители, мајки, татковци, на своите баби и дедовци, значи при наследување на имотот доаѓаат тие до наследство на оние права што ги рековме имотот, меѓутоа доаѓаат и до наследство на обврските. Тоа се за останати сметки за вода, што не тиче нас како јавно предпријатие. Сигурно има и за парно и за струја и така натаму. Меѓутоа, во тој случај се случува да има долги години за останати повеќе години за останати сметки на граѓани кои доаѓаат кај нас во јавното предпријатие и сакат да склучат договор на рати да го отпишат тој долг, меѓутоа се соочуваат со проблем со каматата. Бидејќи таа камата со години се таложила и може да се случи, например, граѓанинот да има 10-15 илјади денари за останат долг за вода или 20 илјади денари за изминатите 7-8 години, меѓутоа за иста толкава сума на пари треба да ги даде за камата. И сега граѓанинот се соочува со проблем, бара отпис на каматата, меѓутоа јас како управител го немам тоа право. Тоа право може да го овозможи само управниот одбор на предпријатието и поради тоа што беше поголем бројот на граѓаните кои го бараа ова, отписот на камата, ние се одлучивме да понудиме на управниот одбор на јавното предпријатие оваа мерка да ја понудиме, управниот одбор ја одобри и поради тоа настапивме со неј за во идните 90 дена, значи оваа мерка ќе важи 90 дена и поради тоа е пожелно граѓаните да искористат во овие 90 дена и да потпишат договор на рати. Ги споменавме и рати. Како оди сега тоа потпишување на договор? Доаѓаат во јавното предпријатие, на колка временски период можат да ги плаќаат ратите? Да. Како го договараат тоа со предпријатието или се зависи од висината на сметката, на сумата, на долгот? Све зависи од висината на долгот. Значи, вие доаѓате кај во јавното предпријатие со ваши лични податоци, се вади финансова картица за останатиот долг. На база на заостанатиот долг се гледа колкав е долгот и се пресметува на колку рати ќе биде дозволено да го платите долгот без камата. Значи, пример, рековме на 4 рати, доколку долгот е од 10 до 30 илјади денари, се плаќа на 4 рати. До 20 илјади денари, доколку е од 20 до 30 се плаќа на 6 рати. И така натаму, од зависност на долгот. Истото важи и за стопанските субјекти, за приватните лица. За правните лица, бидејќи и они се случува на пример доста објекти, на пример да бидат преземени од други стопански субјекти сега, претходно да бил друг кираџија таму и се случува проблем бидејќи самиот стопански субјект што сега е во тој објект сака да го исплати долгот, меѓутоа има голема заостаната камата и поради тоа ние се одлучивме плюс да го воведеме и за правните лица, со што ќе ги се со цел граѓаните што повеќе да ги исчистат своите долгови, односно своите обврски према јавното предпријатие. Што е со социјално ранливи категории? Социјално ранливите категории се самохрани мајки и така. Да. Значи социјално ранливите категории на лица со одлука на влада од претходно има одлука каде што ни препорачуваат на нас, а ние сме усвоиле дека сите семејства имаат 10 кубици 10 метри кубни на некој начин гратис вода за пиење во тековниот месец. Меѓутоа се случува доста граѓани од тие категории да потрошат повеќе од 10 метри кубни и реално некогаш се случува и да не може да ги платат. Значи, ние по закон над тие 10 кубика мора да ги фактурираме прво, подоцна да ги оптужиме на нотар и не дај Боже да дојде за нив на извршител. Тука поради тоа исто и од тие категории на луѓе, доста граѓани доаѓаат кај нас и сакаат да склучат договор на рати, меѓутоа поради неможноста да ја плаќаат одредената рата, например, дали е 800 денари или 1000 денари, ние одлучивме да ги зголемиме на двојно повеќе ратите и, например, доколку граѓанинот претходно требало да плаќа 800 денари при случаен договор за рата, од таа категорија сега ќе плаќа договор 400 денари на рата. И затоа рековме дека не отидовме со конкретни бројки, меѓутоа рековме дека за сите ќе биде дуплирано бројот на рати за овие категории на рати, за овие категории на граѓани. Сметате дека овие мерки значително ќе помогнат во расчистување на долговите? Кои што се насобира, да речеме, на висина голем проблем кај граѓани. Да, мислам дека оваа мерка ќе допринесе доста. Прво предлогот беше 45 дена, меѓутоа на моје инсистирање ја реков на управниот одбор да дозволиме малку поголем период, 90 дена, со што ќе бидејќи се случува многу пати граѓанинот касно да дознае. И додека да дознае граѓанинот веќе поминале тие 45 дена и поради тоа мислам дека е
коректно рокот од 90 дена да може да случат договори да ги исплатат своите долгови и она што прашавте, да, ќе помогне доста бидејќи доста граѓани сакаат да го исплатат долгот, меѓутоа викаат не можам на толку рати или сакам да го исплатам долгот, меѓутоа не можам да ја плаќам онаа камата која е за останата бидејќи другите на пример Евана ни дава без камата. И поради тоа ние се одлучивме на оваа мерка и веќе колку што знам уште во петокот веќе на дежурно-информативниот центар на јавното предпријатие веќе имало стотици и стотици повици да се распраша конкретно каква е мерката. И поради тоа позитивно ова, нели, со вас позитивно да ги стартува мерката. Да. Така. Се стоплува времето, имавме навистина многу студена зима. Оваа зима имавме рекордно ниски температури, што доведе и до на некои места до замрзнување на цевките и така натаму, но со наглото пак стопување се случуваше и да испукаат цевките, нормално од промената во времето. Каква е сега водоводната мрежа? Квалитетна ли вода пиеме по временските услови кои што ги поминавме? Значи, бидете спокојни, значи Скопје пие многу квалитетна вода, како што имаме кажано многу пати претходно, една од најдобрите во Европа и со тоа може да бидеме горди. Не треба никакви дополнителни хемикали во водата да се става за да биде перфектна, едноставно. Ние само по закон ја дополнително ја дохлорираме, меѓутоа не е потребно ни тоа, меѓутоа поради законот мораме да ја заштитиме. Како што кажав, Скопје пие супер квалитетна вода. Во делот на дефектите, значи во делот на дефектите ние во изминатиот период за изненадување на нашата водоводна мрежа, собственост на јавното предпријатие Водовод и канализација, немавме некои поголеми дефекти. Во изминатиот период што е за изненадување во овие временски услови како што беа. Да. Меѓутоа се случуваше да нивната инсталација на граѓаните во самите згради, во самите дворови, во самите куќи да има поради замрзнување, поради непрописно поставување на инсталацијата, поради незаштитување на инсталацијата, доаѓало до пукање на онаа инсталација или доаѓало до замрзнување, меѓутоа сега како што кажавте кога попушта времето, кога се одмрзнуваат цевките, тогаш ние го гледаме дефектот и има такви повици на нашиот телефонски број, како што кажа во дежурно-информативниот центар кој е 24 сати достапен за граѓаните. Се јавуваат граѓаните, ние интервенираме на лице место, меѓутоа после водомер граѓаните треба да си го променат, да се променат инсталацијата и да си ја заштитат за да не дојде во иднина до вакви проблеми. Но оно што е најважно, пиеме навистина квалитетна вода, оно што сите не засега. Планирате, се чини дека веќе ви се набавени бројачите за јавните градски чешми. Планирате да ги поставите, сега ќе ми кажете точно во кој временски период, верувам дека чекавте да се стопли. Колку бројачи се набавени за јавните градски чешми и што очекувате да придонесат тие? Значи, ние во прва фаза сега од следната недела, бидејќи се стопли времето, планираме, бидејќи го најавивме проектот, веќе имаме набавено 50 јавни чешми комплетно нови, не како оние што беа едноставно бетонски да шприца вода нонстоп нагоре. Значи имаме набавено комплетно нови 50 чешми од 250 кои ни се планирани. Ова тоа е од постапката која беше спроведена во 2016, во 2017 имаме предвидено уште 100 и така во следните години сакаме да ги промениме, на пример на Кеј Вардар или на пример во централно градско подрачје планираме да ги промениме сите чешми. Тоа планираме да го започнеме. Кој е приоритет реон? Каде треба прво да се почнуваме од центар и од Кеј, кај што има најголема фреквенција на граѓаните, а потоа ќе одиме по сите општини кај што јавното предпријатие има поставено јавни чешми, што се наша собственост, кои што се на некој начин гратис за граѓаните, водата е гратис за граѓаните, а да ги промениме сите тие јавни чешми и на овие чешми да поставиме бројачи. Зошто кажуваме бројачи? Бидејќи често се случува да бидеме критикувани дека ние имаме огромни загуби на вода. А на некој начин голем процент од тие загуби на вода се всушност водата која ние гратис ја даваме на граѓаните, односно на општините, бидејќи се на нивната територија. И поради тоа планираме да ги набавиме овие бројачи, со што точно ќе знаеме која општина, односно на која територија на градот Скопје највише се троши вода и едноставно нема да ни биде загуба, како што е претходно формулирано. Да, како функционираат тие? Не, тоа е обичен бројач. Мислам, тоа е обичен бројач што ја мери водата, меѓутоа чешмата ќе биде со систем на сензор и нема да тече 24 сати и нема да има толкави загуби.
Така. Господин Атанасов, ја видовме и новата зграда од Линковското јавување на колешката Елена Равановска. Видовме дека и во завршна фаза, тоа значи дека броите денови до вселување во новата зграда? Да, значи веќе броиме денови до вселување во новата зграда, во новата управна зграда, се пролонгира поради временските неприлики, да ги кажеме, ниските температури. Ние бевме планиравме до крајот на јануари да се преселиме, меѓутоа поради временските периоди партерот надвор не можеше да се доврши, сега го довршуваат и партерот на околу зградата, така да планираме некаде таму од 5 до 10 март веќе да се комплетно преселиме и како најава исто за гледачите дека имаме наместо сегашните 5 до 7 пултови за плаќање на сметки, таму веќе имаме многу поише 15, многу поголем простор, многу така тоа веќе беше следно прашање. Да. Така да граѓаните ќе дојдат, ќе ја видат зградата, ќе видат дека е многу покомотно внатре и шалтерите се побројни, така да мислам дека и граѓаните ќе бидат задоволни, меѓутоа како што кажав од 5 до 10 веќе планираме вселување во нашиот нов дом во управната зграда. Во интерес на времето, сега како последно прашање би сакала да ви поставам, 90 дена траат овие две нови мерки. Дали очекувате да биде успешна меркава? Дали тоа значи дека и во наредниот период би направиле повторно уште едни, да речеме, 90 дена? Доколку увидиме дека граѓаните го бараат повторно по истекот на овие 90 дена и доста граѓани мора да поради различни причини не биле во државата или биле не слушнале за мерката и го побараат тоа, ние сме спремни, например, да направиме една листа на граѓани кои што ќе бидат заинтересирани, тоа ни е како втора фаза, и доколку тие граѓани се стварно заинтересирани, е голем бројот, нивниот број, да едноставно да го продолжиме рокот, доколку треба, или после неколку месеци повторно да ја повториме мерката. Значи, на нас целта ни е да им помогнеме на граѓаните да ги очистат своите долгови, меѓутоа да не бидат со дополнителни трошоци оптеретени. Така, ви благодарам за гостувањето. Посакам убава и успешна работна недела и од денеска и официјално стартува, да речеме, пријавувањето и договарањето за овие две нови мерки, па се надеваме дека со успешност овие 90 дена ќе поминат.